Фестивалот Охридско лето не е само 40 дена, тоа е цела година работа за да се дојде и да се реализира овој голем проект. Ова го вели првиот човек на фестивалот Наташа Поповиќ, сумирајќи ги впечатоците од годинешново 59-то издание, кое донесе повеќе од 500 уметници и 50 фестивалски настани во драмскиот и музичкиот дел. Како новини кои годинава беа воведени, беше подиумот на млади, што содржа пред официјалниот почеток на фестивалот, но и рециталот како нова уметност во програмата. Фестивалот воведе и туристички водич, со што бројните уметници имаа прилика да се запознаат и со убавините на градот домаќин. Па тоа што го испланиравме заедно со селекторите за оваа година и го остваривме. Дојдоа тие уметници што ги сконтактиравме и што сакавме и што сметавме дека ќе се присутни на ова фестивалско издание. Наредната година Охридско лето го очекува голем јубилеј, 60 години од своето постоење. Од фестивалот вела дека веќе работат на договарање на уметниците кои би настапиле, но признаваат дека на Охрид му фалат и нови сцени. Ќе имаме спектакуларно отварање, ќе имаме некои нови содржини кои можеби до сега не биле на фестивалот. Ќе донесеме исто големи светски имења. Фали таа концертна сала на Охрид, затоа што имаме состојби кај што ние не можеме да ги поканиме баш заради просторот кај што нема да настават. Режисерот Александар Поповски Охридско го споредува со човек кој има 60 години и кој секоја година стапува во контакт со врвни светски уметници. Во таа смисла мислам дека до негде сме стигнале. Сега треба да се обмисли како понатаму. Мислам, ние мораме да го пренесеме во новиот век нашиот фестивал. Ако е следната година 60 години, посебен јубилеј, мислам дека е било фантастично да се направи продукција. Тоа ќе значи продукција на Охридско лето со сите македонски театри. Поповски се надева дека охридската публика за јубилеот ќе може да ги види театарот на Раде Шербеджија, но и театрите од Берлин и Будимпешта, со кои веќе било разговарано. Најавите се дека следната година се што е македонско на сцените надвор од државата ќе биде поканато и донесено на Охридско лето. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.